Зошто во градот се проектираат улици чија ширина на ленти е наменета за движење на возила со брзина од 90 км на час, а максимално дозволената брзина во населено место е 50 км на час? Зошто во зградите задолжително треба да има паркинг место за автомобили, но не е задолжително паркинг место за велосипеди? Зошто урбаната опрема не е поставена на начин на кој не би пречела во движењето на пешаците и велосипедистите? Овие прашања со години се упатувани до институциите, а одговорот е дека такви се правилниците и законите, или па воопшто не се регулирани со закон. Токму затоа иницијативата на Точак поднесе официјални барања за промена на законите и подзаконските акти, со кои сметаат дека значително ќе се зголеми безбедноста на оваа категорија учесници во сообраќајот. Оттаму вела дека поднесен е предлог да се намали широчината на коловозните ленти, а со тоа ќе се намали и прекумерната брзина на автомобилите. Брзината е причина број 1 за сообраќајни судири со тешки повреди и смрт. А инфраструктурата е фактор број 1 кој психолошки им влијае на луѓето да развијат одредена брзина. Тие сметаат дека со намалување на широчината на коловозните ленти ќе остане и повеќе простор за пешачење, возење велосипед, зеленило и други содржини. Предложено е да има минимум 2 паркинг места за велосипеди на една стамбена единица за стамбени згради, минимум 1 паркинг простор на секој 5 ученици за објекти од образование и минимум 1 паркинг простор на секој 50 метри квадратни за комерцијални објекти. Исто така од иницијативата информира дека поднесен е предлог да се воведат велосипедска улица и велосипедски пат како нова категорија улици. Град Скопје во јуни 2015 година го презентираше проектот Скопје Велоград, со кој во градот треба да се оформат 4 главни велосипедски рути кои ќе се протегаат во насока исток-запад и 7 конектори кои ќе се протегаат во насока север-југ. И тоа рута 1 Газибаба центар Карпош, рута 2 Аеродром центар Карпош Ѓорче Петров, рута 3 Киселавода центар Карпош и рута 4 Бутел Чаир центар. Со цел креирање одржлива урбана мобилност, градот Скопје забрзано работи на изградба на нови и реконструкција на веќе постојните велосипедски патеки. Во завршна фаза е изградбата на велосипедската патека под ложината на булеварот 8 септември. Оваа велосипедско-пешачка патека е дел од поврзувањето кое се реализира во рамки на проектот Скопје Велоград. Истата е со вкупна должина од околу 2 километри. На потек од раскршницата со булеварот Митрополите од Осеј Гологанов до раскршницата со улицата Скупи. По завршувањето на овој дел од велосипедската патека, градежните работи ќе продолжат и на преостанатиот дел на ова поврзување. Овој конектор е од исклучителна важност поради тоа што истиот треба да ги поврзе рутите 1 и 3. Поточно велосипедската патека под ложината на булеварот Илинден, рута 1, со велосипедската патека под ложината на булеварот Митрополите од Осеј Гологанов, рута 3. Градот Скопје ги продолжува своите активности и заложби да прирасне во велосипедска метропола. Во оваа 2018 година во буџетот на град Скопје за изградба и реконструкција на велосипедски патеки се предвидени 30 милиони денари.